14 неочекувани ефекти. Со сите 60 патници сместени во криокабините, екипата на Embraer конечно можеше да следи стабилноста на системите за долготрајно вселенско патување, но додека лабораторијата се чинеше под контрола, се појавија неочекуваните ефекти. Првиот аларм се појави кај секвенцијален модул во централниот дел од бродот. Температурата во неколку криокабини почна да варира, а системите за кислород не реагираа како што беше предвидено. Ова не е добро, рече Кира Солис, додека брзо ги преодолуваше алгоритмите за стабилизација. Ако овие дефекти се прошират, секој од 60 патници Ако овие дефекти се прошират, секој од овие 60 патници ќе биде во ризик. Елијан ја пресади ситуацијата во своји раце. Проверете ги сите резервни системи. Секој дефект мора да биде идентификуван и исправен веднаш. Меѓутоа, дефектите не беа само технички. Неколку криокабини почнаа да покажуваат несинхронизирани пулсови на мониторите, што укажуваше на можно нарушување на програмата. За животна поддршка. Екипата сфати дека проблемот е комплексен комбинација на електрични флуктуации од магнетните бури и новото гријана, несовршеност во системот за регулација на температурата. Ова е реална закана, рече доктор Вален Ли. Не можеме да го ризикуваме животот на илјадници луѓе заради овие дефекти. Мара, гледајќи во хаосот на мониторите, еднаш го почувствува стравот. Сите овие луѓе се наши младежи и сега секој од нив е во опасност. Елијан ја држи незината рака. Знам, но е дел од ризичен пат. Мораме да останеме смирени и да ги поправиме системите пред да стане предоцно. Тимот работеше без престан, коригирајќи модул по модул. Секој дефект беше решен внимателно. Со многу проверки, по неколку часови на напорна работа, сите криокабини беа стабилизирани, а системите повторно се вратија во нормална работа. Ова ни покажа дека ниту еден систем не смее да се зема здраво за готово, рече Елијан, гледајќи ги бројките на мониторите. Но успеавме. Сега знаеме дека можеме да се справиме со непредвидливи ситуации. На крајот од епизодата, камерата ја прикажува внатрешноста на бродот, пулсирањето на светлина, трепењето на мониторите, а сите 60 патници продолжуваат мирно да спијат во своите криокабини. Надвор, магнетните бури продолжуваат да ја тресат лабораторијата, но екипата знае дека овој технолошки презид е совладан барем за сега. Елијан ја држеше раката на Мара. Се уште има ризици и ова е доказ дека можеме да ги надминеме. Последната планета се уште